Председателот Азески кажа тоа што зборувавме, за нас, јас би сакал да истакнам неколку работи, е важно што покрај овие теренски активности кои што во меѓувреме ги имаме и разговорите со говорниците на терен, директно од производството, можеме и овде од комората, но и од оние состаноци кои што допрва ќе ги имаме со останатите комори во нашата држава, да од прво лице да знаеме што е она што они го очекуваат од идната влада во Македонија, што е она што практично во моментот им представува реален проблем во работењето, со кои предизвици се соочуваат, да можеме отворено да поразговараме за тоа што можеме ние како идна влада да понудиме во насока на тоа да ги решаваме тие проблеми заеднички со нив, истовремено што е тоа што не можеме брзо да го понудиме, зашто ќе е потребно време. Председателот Азески спомена дека образованието ќе биде еден од клучните предизвици во годините што следат и врската помеѓу образованието и суровината, тоест кадарот кој што излегува од образованието, кој што им е потребен на бизнисмените во рамките на тоа да го зголемуваат обемот на својот бизнис, да вработуваат што е можно повеќе луѓе квалитетно да ги плаќаат тие луѓе. Практично тоа е еден заокружен систем. Зборувавме за дигитализацијата во насока на отчетност, не онака како што тоа го прави нашиот политички конкурент, од една страна за неколку месеци илјадници луѓе практично ја партизираат локалната и државната администрација, а од друга страна промовираат дигитализација, туку во вистинска смисла на зборот на дигитализацијата, каде што ќе имаме отчетност, бидејќи мора да воведеме систем на права и обврски, бидејќи не секогаш ние сме подготвени да зборуваме за нашите обврски. Често пати зборуваме само за правата. Зборувавме за политиките кои што досега ги предвиде ВМРО-ДПМН, се дел од програмата Обнова на Македонија, се разбира дел од насоките, дел од сугестиите, советите кои што денеска ги добивме ќе најдат свое место во програмата. Знаете, програмата ќе биде детална со рокови, со буџети, сето тоа ќе биде детализирано во тоа четиво и мислам дека ќе предизвика сериозно внимание во јавноста, барем исто онакво какво што добив чувство дека денеска на оваа попладнена средба дека во Стопанската комора на Македонија предизвика внимание од присутните. Не можеме, се разбира, да ветуваме се и се што, не можеме да ветиме дека сите проблеми ќе ги решиме во рамките на еден 4-годишен мандат, но ветуваме дека ќе работиме честно, отчетно, одговорно, макотрпно, ќе бидеме вистински партнер на бизнисот во државата, затоа што реалниот сектор е многу значаен за развојот на Македонија, бидејќи се почива практично на тоа, доколку имаме здрав реален сектор, ќе имаме повеќе пари во буџетот, со повеќе пари во буџетот ќе можеме да инвестираме и во здравство, и во образование, ќе можеме повеќе да инвестираме во инфраструктура, а со тоа ќе можеме да интервенираме и во насока на подобрување на квалитетот на живот на нашите сограѓани, да не ни се случува ова што денеска ни се случува, тоа е масовната миграција од нашата држава. Тогата приказна накратко, имавме една многу корисна, успешна средба на која што дискутираа партнери, ние како најголема политичка партија, опозициона во моментот, од другата страна представници на Стопанската комора на Македонија. Мислам дека излековме многу поуки од оваа средба и дел од тие предлози ќе бидат дел од нашата програма Обнова на Македонија. Повелете, ако имате прашање, тука сме подготвени. Јас се на темата. Пред 2 дена директорот на Реплек Фарм ве обвини дека го кочите законот за марихуана, со што се прави огромна штета во македонската економија. Господин Туџаров рече дека е можно Македонија да заработи неколку милиарди долари на пазарот на медицинска марихуана и со извоз на марихуана во светот. Вашата партија во парламентот го кочи законот 3 години, а вие бевте тие што донесоте тој бизнис во Македонија 2015, сега го политизирате и нанесувате штета во македонската економија. Не сум ја слушал оваа изјава од господина Туџаров. Јас ја поздравувам иницијативата на господинот Туџаров и го поканувам во рамките на јавната расправа во парламентот да се придружи.
да поразговара, да ги изложи своите факти и аргументи, да ги убеди пратениците во тоа што го говори. Исто време ја користам и оваа прилика да го поздравам господинот Туџаров, бидејќи еден од пионерите, би рекол, на производството на масло од канабис во државата. Знам дека има концепирано успешен модел. Ние токму тоа не беше нашата политика, кога го промовиравме тој закон да се одгледува канабис кој што потоа би се користел во Македонија за производство на такво масло. Не гледам причина зашто тоа и да не продолжиме и во иднина, но тоа што е денеска предлог закон за опојни дроги во рамките на парламентот има сосема друга цел, а не тоа со кое што се занимава господинот Туџаров, па доколку планира диверсификација на сопствениот бизнес модел, тогаш ја користам оваа прилика почитуваниот господин да го поканам во рамките на парламентот да поразговара со пратениците на јавна дебата и да ги изложи своите аргументи кои што се поврзани со новото предлог решение. Дали законот за јавно обвинителство ги адаптиравте или да се советувавте со тие професори кои што јавно ги спомнавте, бидејќи камовски, виделе да ви не припомните? Ние ги предложивме професорите кои што учествуваа на јавната расправа и цениме дека тоа се луѓе кои што навистина со својот кредибилитет заслужуваат да дадат еден авторски печат на еден таков документ, закон, кој што ќе биде од полза на граѓаните. Ево, од вас првпат слушам дека господинот Камбовски не сака да учествува во тоа тело, како добро ве разбирам. Не сака, он веќе раководи со работна група и смета дека имало шанса вие таму да предложите се што имате. Тоа е неговиот одговор. Дека е неприфатливо доправа. Не сум го забележал на тие состаноци господинот Камбовски, навистина простете. Обично ги забележувам луѓето што се присутни на тие работни состаноци, него се уште не сум го забележал таму, но следниот пат кога ќе го видам на тие работни групи, кога ќе поразговараме, мислам дека ќе се обидам да го убедам и ќе успеам да го убедам дека е добро да он заедно со останатите лица кои што беа предложени на наша страна да седнат, да не се штедат во интересот на граѓаните, во интересот на државата, да состават еден закон кој што ќе биде пример и навистина ќе биде четиво кое што ќе ги заштитува интересите на сите граѓани, а не само определена група или определена фамилија во оваа држава, без разлика како таа фамилија се презивала. Така што еве го охрабрувам господинот Камбовски или останатите експерти кои што ги предложивме и ги замолувам јавно, еве користам оваа прилика пред вас, оставете на нас политичарите, немојте да ве злоупотребуваат, сепак сте луѓе со кредибилитет, имате илјадници студенти кои што ви поминале низ вашите раце. Ова е моментот кога треба да се издигнеме над сопствениот интерес, интересот партиски, да го ставиме државниот интерес, иднината на државата. Ајде да направиме законско решение кое што навистина ќе биде експертско, со кое што сите ние ќе се гордееме, а јас, еве, како председател на ВМРО-ДПМН, најголемата политичка партија, ве убедувам и еве преку вас ја упатувам и таа порака дека ВМРО-ДПМН нема да поднесе ниту еден амандман, туку тоа што ќе го договорат експертите, ќе го поддржи. Вчера дадовте предлог за експертски тим да го состави законот за јавно обвинителство, Министерство за правда го одби на прва. Како понатаму со овој закон, имајќи предвид дека власта на некој начин го условува распуштањето на собранието, со тоа и одржувањето на изборите, со донесувањето на овој закон? Повторно ќе се вратиме на она што го зборувавме на вчерашната пресконференција. Ние од Зоран Заев можеме да слушнеме било какви условувања. Сега ние не можеме вечно да бидеме заложници на условувањата на Зоран Заев. Суштината се сведува само на едно, а тоа е уплашени се од поразот на изборите и потоа од тој пораз практично следува одговорност. Но мислам дека не е само тоа. Мислам дека со распуштањето на парламентот завршуваат ингеренциите на техничката влада, а до моментот на распуштање на парламентот се уште важат ингеренциите на техничката влада, се распише уште по некој тендер, да се заврши уште по некоја фактура, некој ворено плаќање и така натаму. Така што мислам дека, познавајќи ги тие луѓе, мислам дека тоа им е мотивот, а не квалитетот на законското решение. Ние стоиме на ставот дека единствен повикан во оваа држава кој што треба
да излезе со законско решение експертот, тој кој што го посветил својот живот на таа проблема. Не можеме јас или Зоран Заев да знаат повеќе од тие луѓе за тоа, зашто тие луѓе го посветиле својот живот. Така што, еве апелирам уште еднашка овдека и ги замолувам да ги напуштат партиските лични семејни интереси. Оставете го тоа на страна. Многу важно е да имаме кредибилен изборен процес, иако досега тој населичи само не на кредибилен. Напуштете го тоа еднашка за секогаш, дајте да се издигнеме над ситуација, да го ставиме државниот интерес пред и нација, да дозволиме експертите кои што се најстручни и најповикани да направат закон со кој што сите ние ќе се гордееме. Еве јас ви ветувам дека пратеничката група ќе го поддржи на ВМРО да помине ова законско решение и буквално нема да прави никакви да отвара никакви дилеми, ниту пак да понесува амандмани во рамките на парламентот. Ајде, апелирајте, еве ги замолувам јавно уште еднашка, оставете ги на страна теснопартиските и семејни интереси, ставете државата пред и над се. Многу е значено ова да се случи за да осигура еден кредибилен процес и на кредибилна иднина за сите граѓани. Ако влезе во собрание предлог законот онаков каков што е, пратеничката група на ВМРО нема да поднесе амандмани за еден. Видете, ние во минатото многу пати поднесувавме амандмани, работевме на работни групи, се усогласувавме, па се деосогласувавме и така натаму. Многу политика, многу интриги, многу политиканство. Нема да го поддржиме овој текст на законот, бидејќи се само не е таков како што треба да биде. Затоа, еве, денесната порака моја, слушнавте, немам што повеќе на тоа да додадам. Ваков каков што е, не заслужува поддршка, бидејќи не обезбедува правичност на сите граѓани. Утре заутре, еве и вака на насилен начин, емпириски, со бројки, да се донесе, ќе биде обжален пред Уставниот суд и ќе падне. Знаете, вие создавате вака една лоша пракса пред граѓаните. Зошто ја создавате таа лоша пракса? Ако вие буквално со притисок и суцени обезбедувате мнозинство, тоа се поставува надвор од волјата на тие луѓе. Се поставува прашањето зошто тие да одат и да гласаат, зошто би гласале, кога нивниот глас воопшто не се вреднува. Некој избраник е избран затоа што ја добил довербата од граѓаните. А доколку видат дека центри на моќ практично можат, еве, ќе ги викне Зоран Заев, едно друго и ќе ги притисне поединци, зошто тогаш тие би гласале граѓаните за тие поединци? Дополнително ги разочаруваме граѓаните. Оставете ги пратениците без притисоци, самоволно да одлучуваат што е тоа што мислат дека треба да го поддржат, што е тоа што мислат дека не треба и што е тоа што треба да се доработи за да го поддржат. Не е добра оваа пракса. Денеска сме ние опозиција, утре ќе бидеме власт. Зарем треба исто така да се однесуваме со притисоци, со закони суци? Тоа само доволно говори за карактерот на тие луѓе, што е погрешно. За мене е тоа погрешно. Кој е Сашо Јанакиевски? Господин Мицкоски, има ли некаква улога во вашата партија, бидејќи од СДСМ го поврзуваат токму несоодветното третирање на отпадот со вашата партија? Кој? Сашо Јанакиевски, Екоклуб од Литово, го поврзуваат со неодговорно и несоодветно третирање на медицинскиот отпад со вашата партија. Прв па слушам за лицето. Знам многу Сашовци, знам многу Јанакиевски, ама тоа лице прв па слушам. Лично не сум имал можност или чест да се сретнам со тој господин, со именување. Не знам. Може би е член на некоја политичка партија, може би не е член на некоја политичка партија, прв па слушам. Ваш коментар во однос на тој скандал со отпадот? Нема што да се коментира. Сите оние кои што се инволвирани на било каков начин треба да бидат изведени пред лицето на правдата. Тоа е брутална злоупотреба со здравјето на граѓаните. Кој и тоа да го прави е брутална злоупотреба со здравјето. Но ако продолжат да копаат господата од СДСМ, да не дојдат повторно до фамилијата. Да не дојдат до таму. После 12 април ние ќе им помогнеме. Дали не се плашите како партија дека ќе бидете казнети од народот на изборите, бидејќи очигледно дека го кочите наследението на законот за јавно обвинителство, а во настапите на вашите историјни членови на ТВ партии, една од главните причини која што не ми се допаѓа во овој закон е тоа што ќе продолжиле судските процеси од СЈО во ОЈО. Тоа најмногу ви смета. Тука се гледа дека сакате да го заштитите претходниот криминал
Нели се плашите дека ќе бидете казните на изборите поради тоа? Слушай, видете, јас навистина не знам како да ви одговорам поинаку отколку да се обидам да бидам што е можно попрецизен. Ги охрабруваме сите процеси да се водат во рамките на јавното обвинителство како што ги направи. Сите процеси. Зошто ние политичарите да се мешаме во судските процеси? Нели најдоа начин како тие процеси, нели се осигурани тие процеси? Што можеме ние политичарите да направиме? Течат тие процеси. Овој закон не е решение на тие процеси. Ги охрабрувам сите процеси да ги водат јавното обвинителство, буквално сите процеси како што ги водат. Ние ниту во еден момент не сме рекле дека тие процеси не треба да се водат. Кои што ги предложивте на дебатата беа баш против тоа. Само дозволете. Не, они не беа против тоа. Напротив, таму го имате професор доктор Гордан Калајджиев, кој што беше еден од првите кој што учествуваше на оние протести од обоената револуција, се сеќавате, водејќи протести токму поради основани сомневања дека имало сторен криминал од некои претходни политички гарнитури и така. Не би се сложил со вас. Ве молам, немојте погрешно да интерпретирате неговата теза. Неговата теза е имаме ли право и закон или немаме. Обезбедени се сите процеси, нели така велеа. И министерката, и Зоран Заев, сите велеа обезбедени се. Водете ги. Зошто велите дека ВМРО ДПМН има намера да ги заштити? Но прашањето сега јас ќе го поставам спротивно. И веднаш во тоа прашање ќе дадам одговор. Зошто некои процеси по мистериозни начини започнуваат од почеток за поединци кои што исто така беа осумничени за сторен криминал? Се откажуваат суди, одат во пензија поротници, забораваат суди да закажат рочишта. Дали сте го поставили тоа прашање? Јас го поставам јавно тоа прашање. Зошто тоа не се случува? Зошто некој случај имаме рочишта секој ден, а во некој случај судијата заборава по 90 дена да закаже рочишта? Дали тука имаме одговор? Тоа се вика дволичност или лицемерие. Или имаме правда за секого, или ова ќе биде тотален хаос и правда за никого. Тоа е она кое што денеска владата ни го продава на Зоран Заев. Дали ќе бидеме казнети или нема да бидеме казнети? Ве охрабрувам на следната пресконференција на Зоран Заев да го убедите да не излегува во јавноста со идејата дека ќе ги одлага изборите, нека оди на избори да се соочиме пред граѓаните, да видиме кој ќе биде казнет, кој ќе биде награден, на кој граѓаните ќе му дадат доверба, на кого ќе му ја одземат довербата. Јас сум убеден во огромниот пораз на СДСМ и на господинот Зоран Заев на следните избори. Не затоа што е прашање законот за јавно обвинителство, затоа што се случија многу лоши работи во овие 3 години. Дали сте ја виделе бројката на семафорот над Триумфалната капија? Сте виделе бројката? Често пати предпоставам се движите на центарот на градот Скопје. Дали сте виделе која бројка е горе испишена? Нема бројка. Не е ни уклучен во напојување. Зарем тоа не беше најголемата лага која што и се случи на Македонија. Немојте. Дојдете слободно земете, ако вие ја зимате правдата во своји раце. Немојте така да ги гледате работите, не ги поедноставувајте. Мој пријателски совет. Немојте така. Или има закон, или нема закон. Ке се распушти собранието на 12 февруари, денеска пратеничката група практично поднеси иницијатива, ве прашувам од аспект на тоа дали очекувате да добиете поддршка од некои други партии кои што не се само со оглед на тоа дека бројките даваат можност да се распушти собранието и без политичка волја во СДС. Точно, ние денеска поднесовме иницијатива за распуштање на собранието. На датата која што беше претходно договорена, ги повикуваме сите политички партии во државата, вклучително и СДСМ, да се приклучат до таа иницијатива, да ја поддржат и на 12 февруари, како што беше планирано, да се случи тоа распуштање на собранието. Господин Микуски, американската амбасадорка преди неколку денови малце ви ги стегна ушите, тоа што ви рече да не го злоупотребувате рамковниот договор, да не го лажете народот дека може да се поништи или ревидира. Во таа настока, тука сте во Стопанска комора, ветувате 4 милиарди долари инвестиции, а во исто време ветувате дека ќе го ревидирате пониште договорот, дека нема да подпишете договорот со Бугарија, дека дури во јазошто сте оспорувате во Македонија. Зошто водите лицемерна политика? Во исто време велите дека ќе бидете голем патриот, кажете му на народот ќе дадеме корења
ќе ја водиме горивата политика 12 години, бидејќи вие да го продолжувате тој текст сега, такви политики водите. Ама зошто вака се поставуваат вакви прашања на вака убав наставни ден? Во ред тебе, ќе ви одговорам и на тоа прашање. Коментар за амбасадорот. Не се чувствувам дека сум со истегнати уши, напротив, со нашите партнери ние имаме партнерски убави односи. Инаку, доколку се гледа суштината, јас мислам дека вие треба да ја видите суштината, незината порака е следна, дека на овие предвремени парламентарни избори не треба да биде тема Преспанскиот договор. Нити во позитивна, ниту во негативна смисла, кога имаме корупција во државата, каде што Македонија според перцепцијата на индексот на корупција на 106-то место. Кога имаме иселување на младите од државата масовно и недостатокот на работна сила, што денеска го констатиравме и на денешниот состанок. Отсуство на реформи, нити во здравството, криминални тендери, криминални иновации и така натаму. Образованието во катастрофална положба. Гледаме дека немаме владење на право. Имаме класично замешателство на семејство во рамките на судски и обвинителски одлуки. И можам да ви ги редам уште многу работи. Катастрофална економија. Тоа е суштината на незината порака. Имате реални проблеми, ајде да се надпреваруваме на реалните проблеми. А останатото е стратешка политика на политичките партии, за кои што во многу наврати во минатото сме се произнесле и во иднина повторно ќе се произнесуваме. Ви благодарам.